Ало, добар ден, здраво пријатели. Јас сум Петар Нововски, ова е нашиот канал Наш свет со Петар. Денес е 14 јуни 2026 година. Денес ќе зборуваме за Блискиот исток, за војната во Блискиот исток, за војната помеѓу Соединетите американски држави, Израел и Иран од другата страна. Во минатите денови имаме интензивни случувања, имавме напади од вооружените сили, од војните сили на Соединетите американски држави врз Иран. Иран погоди хеликоптер, погоди голем дрон, имаше интензивни случувања. Потоа имаше неколку изјави на Трамп, тој, знаете, неретко, тоест постојано зборува и го опрекнува Иран и навестува нови случувања и така натаму. Имаше разговор на Трамп со Нетањаху. Но денес, тоест вчера, имаме конкретни најави од пакистанскиот премиер Шариф дека е постигнат договор за меморандум и дека тој по договор за меморандум за мир ќе биде потпишан денес во Европа, можеби во Женева, очигледно. Многу случувања, но пред да почнеме еден по еден да зборуваме за нив, стандардниот повик, доколку видеата ви се интересни, доколку сакате да добивате овакви видеа со содржина која што ја нема во медиумите за масова комуникација, единствениот начин е да станете член на каналот, тоест да направите абониран или subscribe на YouTube, а исто така да оставите можеби лайк или коментар за она што се зборува во видеото. Како што кажав, имаме интензивни војни действија во Блискиот исток, околу Ормус, во Иран. На неколку пати американската авиација изведуваше бомбардирање во Бандер Албас, во близина на Бандер Албас, неколку точки од каде што Иран истрелува ракети, неколку заштитни пунктови. На тоа Иран возвратуваше секогаш. Иран објави снимки како соборува голем дрон МК-9 Раптор, а за тоа е од оние големите дронови. Тој не е мал дрон, туку еден голем дрон кој што служи за разузнавање. Тоест дронот надлетува и собира разузнавачки податоци од копното што се случува и тие податоци подоцна се искористуваат. Станува збор за еден скап дрон, значи тоа се скапи машини, вредат неколку милиони. Потоа Иран собори хеликоптер Апачи над Ормускиот проток со очигледно дрон. Очигледно немавме официјални изјави, но хеликоптерот беше соборен, хеликоптерот падна. Според Иран, тие го соборија, според американците тој паднал од технички причини. Пилотите беа спасени, но хеликоптерот беше урнат Апачи над Ормускиот проток. Следуваше одговор од американците. На тие бомбардирања, на тој атак, Иран возврати повторно врз воените бази на Соединетите американски држави во регионот. Тоест, ја бомбардираше со дронови ракети петата дивизија на САД во Бахреин, базите во Кувејт, неколку бази во Јордан. Според иранците во Јордан имало стационирани F-35, F-16 борбени авиони. На тој начин Иран повторно одврати со еден асиметријски удар, повторно ги нападна воените бази на Соединетите американски држави во целиот регион и на неколку пати представниците од Иран, Аракчи и Галибаф од парламентот на Иран, упатија остри критики до САД, упатија предупредувачки, заканувачки тонови дека треба американската војска да се повлече од целиот регион на Блискиот исток. Паралелно со тоа остана затворен Ормускиот проток. Знаете, Ормускиот проток затворен е една катастрофа за целата светска економија. Сме зборувале повторно, бидејќи низ Ормус минува 1/4 од вкупните нафтени продукти, минуваат многу важни материјали, вештачки ѓубрива, алуминиум и така натаму.
Затоа Ормус е важен за целата светска економија, особено за цената на нафтата. Затоа гледаме дека секогаш има варирање во цената на суровата нафта кога станува збор да се отвори или затвори Ормус. Според Трамп, американците нашле начин и пренесле преку Ормус 100 милиони барели нафта сурова. Не е официјално потврдено, но сепак има такви записи, има такви докази дека американски воени бродови ескортирале танкери, ескортирале бродови кои што го минувале Ормускиот проток, излегувале, а некои влегувале во Ормускиот проток. Значи има такви наоди, има такви докази дека американците сепак ескортирале и сепак се случувало некое движење во Ормускиот проток. Но исто така се случи тоа што американците нападнаа неколку танкери кои што поминуваа низ Ормускиот проток. Знаете, Иран дозволува на пријателски земји, на сојузнички земји да преминуваат преку Ормускиот проток. Такви се Кина, Индија, например. Така, Соединетите американски држави нападнаа еден танкер, стануваше збор за еден индиски танкер, кој што пловеше под знамето на Гвајана. Го повредија танкерот, при што загинаа и тројца индијски морнари кои што беа во танкерот. На тоа следуваше размена на протестни ноти, размена на протестни ноти помеѓу Индија и Соединетите американски држави и сепак е еден гест од американците кон Индија, една порака, една заканувачка порака кон Индија. Тоа беа, значи, многу случувања. Паралелно со тоа, Израел напредува, го освојува и постојано има акции во Јужен Либан. Таму до реката, Израел сака тоа да го направи како буферна зона и постојано рекетираат, постојано напаѓаат и имаат војни дејствија во Јужен Либан. Тоа исто така е закана кон Иран, бидејќи Иран пак го смета Либан како во една заштитничка позиција е со Иран, бидејќи во Иран пак, особено во Јужен Либан, живеат, тоест има многу припадници на Хезбола, кои што пак се исто шиити како Иран. За да во минатите денови, тоест претходниот ден и предпретходниот ден, излегува написи во Axios. Знаете, Axios е тоа новинарски тело во Америка кој што има блиски извори до кабинетот на претседателот Трамп. Излегува написи во Axios дека на повидок веќе е договорено меморандум, тоест основните точки за примирие помеѓу Америка и Иран. Тие исто така напишаа и дека Ванс се подготвува да замине во Европа, каде што би го потпишал евентуално така усогласениот мировен договор помеѓу Америка и Иран. Што соопштуваат американците дека е договорено? Американците соопштуваат дека е договорено дека ќе има 60 дена примирие, 60 дена сопирање на воените дејствија во Блискиот исток помеѓу Иран и Соединетите американски држави, дека ќе биде отворен Ормус во наредните 30 дена за сообраќај и во наредните 60 дена ќе продолжат преговорите за обогатениот ураниум на Иран. Очигледно има неколку предлози за тоа како во иднина би можело да изгледа таа нуклеарна програма на на Исламската република Иран. Очигледно ќе има некакви компромиси, може би од американска страна за некакво количество на малку обогатен ураниум, да не се обогатува многу и така натаму. Очигледно ќе имат преговори на таа тема. Од иранска страна исто така има најави дека има усогласено меморандум, имат усогласено точки со кои што тие се согласни и дека би потпишале договор. Иран јавува исто така дека ќе се потпише договор за 60 дена прекинувањето на огнот, потоа
Иран ќе добие, ќе потпише тоа дека Соединените нема да се мешаат во внатрешните работи на Иран. Зошто е тоа значајно? Тоа е бидејќи внатрешното уредување, знаете, Иран е теокрација, таму владее шиитската исламска организација и сад ќе се согласат да не се мешаат во внатрешните работи на Иран. Морската блокада ќе прекине на Ормуз, на Ормускиот проток 30 дена. Потоа санкциите против Иран ќе бидат повлечени, ќе се повлечат санкциите да може Иран слободно да тргува со останатиот свет. Замрзнатите пари, замрзнатите девизни резерви кои што ги има, кои што се замрзнати на Иран, ќе бидат одмрзнати и ќе бидат ставени на употреба, да може Иран да ги употребува. Понатаму, Иран ќе добие 300 милиарди долари како оштета, како средства за обновување на Иран. Нешто кое што е интересно и кое што може би еден правилен чекор, како Иран би можел да ја обнови својата разрушена држава, бидејќи беа разрушени многу мостови, многу згради, беа нанесени многу штети на инфраструктурата во Иран, а тоа може би пак и во иднина ќе даде еден позитивен сигнал дека сите се заинтересирани за заеднички напредок и на Иран и на луѓето во Иран. И тој договор, така усогласен, според Иран ќе биде изгласан во Советот за безбедност на Обединетите нации. На тој начин Иран очигледно сака да сите се вклучат како гаранции дека САД повторно нема да ги нападне Иран. Тоест, поминувајќи ни Советот за безбедност, каде што се членови и Русија, и Кина, и Франција, и Соединените американски држави, Англија, сите тие ќе бидат и како гаранти дека тој мировен договор ќе се почитува. Точно тоа е можеби и целта на Иран, да помине тој мировен договор во Советот за безбедност на Обединетите нации. Според пакистанскиот премиер, како што кажав, и е усогласен текстот. Текстот е усогласен и во наредните 24 часа, тоест денес би следувало да биде потпишан. Можеби некаде во Европа, очигледно секогаш станува збор или во Виена или во Женева, каде што ќе се сретнат представниците и ќе го потпишат мировниот договор. Претходно, што би било проблем со овој мировен договор? Проблем би бил тоа што Иран постојано инсистира на запирање на војните действија и во Јужен Либан. Како што кажа, бидејќи таму е групата Хезбола, која што исто така е шиитска група и е директно финансирана од иранската држава. И Иран постојано настојува да запирањето на војните действија биде запишано дека важи за Иран и за Либан, Јужен Либан. Тоест, да нема војни действија. Нешто кое што очигледно за Израел и за Бенјамин Нетањаху не е прифатливо. Затоа во минатото следуваа неколку разговори, од кои што еден беше пренесен во Аксиус, каде што Трамп и Бенјамин Нетањаху очигледно имале еден непријатен разговор, каде што Трамп му кажал неколку непријатни зборови и му кажал меѓу другото дека тој е премиер се уште бидејќи Трамп му помогнал да остане на власт со отпочнувањето на војната и така натаму. Тоест, Израел и изјавите кои што доаѓаат од Израел и од Бенјамин Нетањаху и од неговата влада се дека Израел нема интерес војните действија да престанат. Израел сака да направи една буфер зона околу себе и Израел не е и задоволен со тоа, бидејќи режимот во Иран се уште не е променет. Тие го убија врховниот лидер Хаменеј, но пак дојде неговиот син сега да биде како врховен лидер, тоест ајатолах во Иран. Затоа очигледно ќе биде проблем тоа што тоа не е во интерес на Израел да се потпише еден мировен договор и потпишувањето на еден таков мировен договор би имало катастрофални последици за Израел. Тоест, ако Израел продолжи сам да војува со Иран, Израел ги нема тие капацитети сам да војува со Иран, а очигледно САД ќе мораат да се повлечат од војната, бидејќи не можат на друг начин да воспостават движењето низ Ормуз, а
затворениот Ормуски проток, зборувавме и претходно, има видеа за тоа. Затворениот Ормуски проток носи една инфлација. Во моментот инфлацијата е 4,25 до 4,5% во Америка, нешто кое што е голем удар за американците. Бензинот, нафтените деривати поскапуваат многу во Америка. Тоа е еден голем проблем за американците, тие се сензитивни на цената на бензинот. Затоа и Трамп во последно време е малку притиснат и од своите и од гласачкото тело и од своите соработници. А меѓу другото, наесен имаат избори за Конгрес и Трамп ќе мора да направи нешто да прекини таа војна и да направи нешто малку популарно како би ги добил изборите во Конгресот. Бидејќи ако не ги добие изборите за Конгресот, тоа ќе биде катастрофа за него и ако се случи пораз, најверојатно ќе почнат и обиди за импичмент на Трамп на есен. Истовремено денес имаме видеа, имаме најави, информации во Иран за големи протести. Иранското население протестира против Аракчи и против владата и против парламентот и не сака потпишување на мировен договор. Сака да се продолжат воените действија и да се американците избркаат од таму. Тоест, населението во Иран исто така протестира против мировниот договор и не е согласно распродавањето на сопствената страна, како што се гледа во протестите во Иран. Дали денес ќе се случи потпишување на мировен договор и што ќе се случува, останува да ја следиме ситуацијата, ќе имаме и други видеа, ќе следиме што се случува. Затоа пред да го сопреме видеото, пред да се одјавиме повторно стандардната порака, един начин за овакви видеа да ги добивате е да станете член, со тоа што со абонирање или subscribe на каналот и оставяне некаква интеракција, коментар или